Нешто повеќе од ефективен половина час траеше 13-та редовна седница на Советот на општина Кочани, што помина без ниту една дискусија по точките од дневниот ред. Советничката говорница остана празна, а усвојувањето на точките се одвиваше експресно, па на председателот на Советот му преостана само да ги чита предложените теми за кои требаше да се разговара и да констатира оти секоја поодделно добива поддршка за да биде усвоена. Иако се очекуваше дека барем точките за решенијата за разрешување и назначување членови на надзорниот одбор на комуналното предпријатие Водовод можат да испровоцираат дискусија, тоа не се случи. За разлика од минатите седници, кога за оваа тема се губеше најмногу енергија за дискусии, овој пат таа помина тивко. Останатите точки од дневниот ред се однесуваа на одлуката за измена на распоредот на средства од буџетот на општината, потоа забарањето согласност за користење на името на Кочани во називот на Сдруженијето на спортски ветерани, како и предлозите за воспоставување меѓуопштинска соработка во противпожарната заштита со општините Зрновци и Чешиново Облешево. Сите овие точки, како и последната што вообичаено е од областа на урбанизмот, добија поддршка од присутните советници. Единствени дискусии по исцрпувањето на дневниот ред имаше во терминот за советнички прашања, при што интерес покажаа неколкумина советници, а Венко Крстевски изрази дилема во врска со загаденоста на воздухот во летниот период. Само последната седмица во неколку наврати квалитетот на воздухот надминува над дозволените PM10 честички. На 5 јули имаме ситуација дека нивото е на 300 PM10 честички, што е 6 пати повеќе од дозволеното. Истата ситуација, мислам, со 200 PM10 честички имаме на 7 јули, на 8 јули исто имаме огромно загадување, а имајќи во предвид дека станува збор за летен период, загадувањето треба да биде драстично намалено. Значи, ова се податоци од Министерството за животна средина и просторно планирање, ако може општината само да ја испита ситуацијата, бидејќи е чудно во летен период да имаме толкова загадување. Градоначалникот Илиев рече дека мерењата ги врши Министерството за животна средина и оттаму доаѓаат редовни информации за состојбата со загаденоста на воздухот во регионот. Се работи за информација која добив дека во Кочани и во неколку други градови мерните единици се поставени на таква фреквентни места и ни праќаат сигнал кој е загрижувачки, а уствари се работи за информација, односно за податоци кои ги добиваме само од тоа подрачје каде што и сообраќајот е најгуст. Во овој случај за нашата мерна единица се работи за поставена кај основното училиште Свети Кирил и Методи и ова информација со надлежните служби на републичко ниво ќе боруваме да го провериме и да видиме дали можеме да најдеме и некоја покрај ова да ставиме уште една мерна единица се со цел да добиваме поточни информации и да не ги загрижуваме граѓаните. Доколку е така, веројатно ќе треба сите заедно да размислиме какви чекори да преземеме понатаму. На крајот од 13-та седница на Советот на општината имаше уште неколку советнички прашања, а тие главно се однесуваа на теми од областа на урбанизмот и комуналното уредување.